Како се движеше кризата, ние учевме само од кризата, сметам и дека и во другите држави исто така беше тешко да се справат со ова да кажеме пандемија, епидемија, односно буквално една катастрофа здравствена која што ни се случи. Јас уште тогаш ја нареков и баш трета светска војна, ама од здравствен тип, каде што ние немавме подготвено никакво оружје, нити бевме по учебници, нити раководени, бидејќи ова беше ван секоја нормалност, односно ван секоја книга, ван секој учебник, ван секој правилник, каде што можеме и како да правилно менаџираме и да се справуваме со оваа криза. Она што сакам да го кажам и што е битно, што ни следува, значи минатото е минато, да го оставиме во минатото, да гледаме кон сегашноста. Ќе кажам дека секоја општествена реформа, вклучително и здравствена, подразбира длабинско менување на процес, начин на употреба на ресурси и способности, како и подигнување на критериуми на очекуваните резултати. Ние имавме многу работи да видиме, но се она што го спроведовме во тој период, пак ќе кажам, и сето она што здравствените власти сака да го спроведат, не даде конкретен резултат.